Се наоѓаме во културно-информативниот центар во Скопје, една прекрасна изложба на магистар Владимир Темков. Нешто што може да се забележи во ова разликоликост на вашите слики, сепак се препознатливи и човек кога ќе ги погледне знае дека се на Владимир Темков. Може ли ова некако да кажеме дека вие од вашата перцепција, од вашата уметничка рака ја пренесовте убавината на тиквешијата во Скопје? Добар ден, да. Еден колега мој еднаш рече, вика, за сликите на Темков виновно е тиквешкото сонце. И да ви кажам, мислам дека таа светлина во моите слики и тој колорит препознатлив за мене е одраз на тиквешкото поднебје, односно пейсажот кој што го поседува тиквешијата и топлото и жешко сонце се присутни во моите дела. И тие како извор на светлина, извор на живот, житните полиња кои што се наоѓаат во тиквешијата, виновите лози, бојата на виното и тиквешкото сонце, сето како сублимат на композиција која што е создадена во моите дела, го создава и мојот печат, односно мојот белек. Во една од претходните мои изложби, која што беше насловена како вино жито, јас употребив игра на зборови вино и жито. Но ако го земиме целосно зборот вино жито, тоа значи спектар на бои. Так. И сега таа игра на тие композицијски светлини и игра на боја од виното и житото е дел од мојата композиција која што денес може да се види во овој мој дела. Колку се наброи до кога ги имам скопската и воопшто македонската публика да ги погледа? Да, бидејќи прошлата година имав голема ретроспективна изложба со над 100 повеќе од 120-130 дела во Чифте Ама, во Националната галерија. Ова година решив да направам една помала, една камерна изложба овде во Културно-информативниот центар и сега се представувам со 32 дела кои што досега не се изложувани. Значи за прв пат може ликовната јавност да ги види овие дела. Имам и нешто повише од ликовните дела кои што не се изложувани, но направив една селекција сега и тоа да биде и подршка на ова година се случи убава работа за мене. Ја добив наградата 11 октомври, награда за животно дело и како една подршка на целиот тој настан се случи оваа изложба во Културно-информативен центар во Скопје. Еден подарок за државата што вас навистина ве награди, честитки за државната награда 11 октомври. Мислам дека наредните 2 недели ќе биде поставена овде во Културно-информативен центар и може да се погледнат сите овие дела. Кога ве прашав колку време се создавани овие дела, не можевте да одговорите. Веројатно не мора ни да се одговори, меѓутоа прашањето ми е ги работите, ја кажавте вашата креативност, се она што ве потикнува, тиквешијата, и ако некако претходно кога разговаравме сакавте да кажете, па може би ова ќе биде и последна или мислите за ретроспективната, сепак јас мислам дека уметникот нема последна изложба, слика креира. Значи, после ова, веднаш сега на 15 декември, односно на 16 ми престои едно отварање на моја самостојна изложба во Загреб, во Македонскиот културен центар, и таа е насловена Македонскиот пейсаж во Загреб. Значи, последно ќе биде, не знам кога, ама за сликарот, за уметникот не постои ниту пензија, ниту нешто што треба да се прекине. Од овие ќе однесете во Загреб или? Од овие не, тамо ќе бидат нови слики поставени. Колку време треба? Да ви кажам, значи, ликовната уметност е исто како ателјето на еден автор, е исто како да си на работа. Ставаш на себе или влеваш во ателјето и 8 часа си на работа, односно работиш во ателјето. Понекогаш сликаш, понекогаш читаш литература, пиеш кафе, па ги гледаш сликите, се навраќаш назад, така да најубавото време за еден уметник е помината во ателјето, а тоа
се случува секојдневно. И секојдневно, кога си во ателјето, излегува некаков плод, некаков производ, а тој производ често пати е уметничко дело. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и јас.